Се враќаме назад во студиото и како прва тема која што ја обработуваме денеска е безбедноста на храната, особено за време на летниот период. Мој прв гостин во студиото е Зоран Атанасов, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Добре дојдовте. Господин Атанасов, првото најосновно прашање е дали и како се контролира храната во Македонија? Храната во Република Македонија се контролира пред се преку планирани активности и законски обврски на самите оператори. Значи, секој оператор според Закон за безбедност на храна е должен кога произведува на одреден број према серија на производи да зема мостри на одреден временски период, да ги доставува до лабораториите и да види дали му е безбеден производот. Исто така и агенцијата има годишен план со кој што зема официјални мостри и исти да ги доставува до лабораториите и добива како потврда на тие резултати. Кога одат инспекторите во официјални контроли, ја контролираат документацијата, меѓутоа и нашиот резултат кој што го зела инспекцијата. Врз основа на тоа се кажува дали е процесот безбеден или се почитуваат законските нормативи при производството на храната или прехранените производи. Така, само за да им биде појасно на гледачите, под оператори се мисли на дистрибутерите? Се мисли на сите производители на храна, се мисли на оние што ја производуваат и оние што ја дистрибуираат и оние што ја продаваат во малопродажбата. Сите тие се оператори со храна. Во последно време, последниве неколку денови, актуелни се две случувања. Едното беше она фамозна фотографија од стоорецот во една од пекарите во Република Македонија, како и мелено месо кое што се нашло на полиците во маркетите се декларирало како свинско, а било всушност пилешко. Има состојки од пилешко, да. Генерално состојбата безбедна ли е храната во Република Македонија? Најодговорно тврдам дека е безбедна храната во Република Македонија. Се вршат контролите и еве како факт еден кој што и самите вие може да го проверите. Ја од кога сум директор, значи тоа е години и 2 месеци скоро, имаме 3 алиментарни интоксикации или труење со храна кои се забележени. Случајот со Леар го знаете, Седмица и во Штип што беше овие гостите на свадба што беа затруени. Значи тоа се 3 случаи. Порано многу повеќе такви случаи сме имале во минатото со евидентирани такви труења со храна. Ние ги дигнавме на повисоко ниво контролите, ригорозни сме по тој основ. До сега имаме само последните 6 месеци 48 парични казни, што се навистина високи паричните казни, се од 5000 евра за операторот, за одговорното лице 1700 евра. Сепак тоа се значителни суми на пари и операторите веќе се свесни за тоа. Кога веќе спомнавте пекарницата, да, извршено. Ние видовме по социјалните мрежи информацијата и веднаш уште првиот работен ден излеговме на терен и извршиме вонредна контрола во истиот на лице место, да. И заклучокот е дека се работи за мала негрижа на Значи тоа не е мала негрижа, него е пропуст во запазувањето на добрите хигиенски пракси, каде што операторот е должен да води записи за спроведена деретизација. Тој има значи дека на 6 месеци според Закон за здравствена заштита и спречување ширење на заразни болести има потврда на 6 месеци од овластена институција дека е спроведена деретизацијата, меѓутоа и во секојдневното работење се должни да водат записи. Тоа е, значи се поставуваат мамки и после тоа се посматра дали тие мамки се потрошени во мамечкото место, па се зановуваат и тоа се бележи во дневникот, или ако се приметен да речеме измет од глодари во просторијата се исто евидентира во тој дневник. Кај истиот оператор е утврдено дека нередовно се тоа водило тој запис. И според член 43 од Закон за безбедност на храната и член 132 соодветно е казаната и мерка спрема тоа што е најдено утврдено на теренот. Добра, а како се најде, како е можно всушност да ги помине контролите и тоа мелено месо со состојки од пилешко кој што има декларација свинско да се најде воопшто на маркетите? Да. Значи, ако добро ме сватите, одговорноста за безбедност на храната и квалитетот на производот ја сноси самиот оператор. Ние како агенција овде сме само да исконтролираме дали тој ги исполнува условите и работи според нормативите пропишени од страна на законодавецот.
До сега не е вршено во Република Македонија такво испитување, значи тоа е ДНК анализа се прави. Ние отидовме за заштита на правата на потрошувачите и квалитетот на производите кој што е пропишен во правилникот за квалитет на мелено месо и месни производи, каде што мелено месо воопшто не е предвидено од живинско мелено месо, воопшто не е ни предвидено по сегашниот правилник. И отидовме да утврдиме квалитетот на производите. При самата анализи кои ги спроведовме и ДНК анализата, впрочем ќе речем дека лабораторија во Германија испитуваше тоа, се потврди дека има присуство и дека операторите користат при производството на месо, додаваат, ако произведуваат говедско мелено месо, додаваат и живинско месо потекло од кокошки, да речеме. Што не е дозволено. И прво и да е декларирано, не е дозволено. Ама како успеало да се протне низ сите тие контроли и Значи, ние не сме 24 часа во операторот па да гледаме што он става. Значи, тоа е одговорност на операторот. Ви кажувам, таквите анализи се специфични, не, и кај нас лабораторија нема таква што испитува за присуство на по ДНК анализа. Моравме да пратиме надвор во странство. Колку контроли се направени во периодот од кога сте начело на Агенцијата за храна и ветерина? Ја можам да ви кажам сега податок некој од јануари за првите 6 месеци. Мислам, оваа година се направени околу 19.500 или цирка 20.000 контроли севкупно. На ниво на територија на цела Македонија? Да, на Република Македонија. И при тоа се изречени некаде околу 1700-1800 корективни мерки. Ви реков, само во овие 6 месеци 48 парични казни се изречени. Бројката е многу поголема ако гледате се вратиме и назад. Меѓутоа тоа е тоа. Значи тоа се контроли редовни и вонредни контроли по пријавени граѓани. Еви во овој случај беше подопрен глас од социјални мрежи, медиуми и така натаму, па излеговме на терен. Бидејќи зборуваме за операторите кои што работат со храна, нешто што секојдневно се внесува, каква обврска имаат самите оператори? Значи пред се операторите се обврзани да работат по принципот на добра хигиенска и производствена пракса. И се зависи од кој тип на оператори се и принципите на ХАСАП системот. Значи, одредувани критични точки контроли. Тие мора да ги спроведуваат и мора да спроведуваат годишните, да речеме, планови кои им се задаваат за земање на мостри, како што реков на почетокот на моето гостување овде. Значи, должни сте да доставуваат до лабораториите во одреден временски интервал од секој производ, испитување на одредени критериуми, пред се микробиолошки, резидуи и така натаму, и врз основа на тие резултати добиени се проценува дали е производството и производот безбеден или не е безбеден. И еве бидејќи повторно ќе го споменам случајот со храната која што се нашла на рафтовите во маркетите, во кое што на декларација имало едно, во месото имало друго. Како прв човек на Агенцијата за храна, што би им препорачале на потрошувачите најчесто да внимаваат при купувањето на производи? Одмислите од аспект на безбедност на храната? Значи, при купувањето на производите пред се треба да внимаваат на изгледот на храната, тоа што ние го викаме органолептика, на бојата која има храната, значи и вкусот. Ако се тие променети, да потрошувачите не ги купуваат пред се, не да ги конзумираат, прво да не ги купуваат. Понатоа, ако во амбалажа веќе спакуван производот, да обратат внимание на означувањето кое што е на амбалажата, посебно на делот кој што е рокот на употреба и условите на чување на храната. Значи, некои производи кои што се полесно расипливи мора да подлежат на температурен режим на чување на храната и ако не се соодветно, значи во маркетите или на некоја позиција кај што се продават, не се соодветно чување, да избегнуваат да не ги купуваат тие производи. Така би се заштитиле. Сега е летно време, високи се температурите, ризикот е многу поголем по безбедност од храната, тоа да дојде до труење со храна, бидејќи микроорганизмите побрзо се размножуваат. Следното што би го препорачал е, значи,
Обично луѓето доаѓаат во маркет, многу ретко ги прегледуваат и декларациите и рокот на употреба, го гледаат производот, го ставаат во торба и сепак тоа е право на потрошувачот дали ќе погледне или не. Наше совет да си погледнат секако. Знаете, во самото значување има и други работи, например алергените. Ако сте вие алергичен на одреден производ, а тој е деклариран дека има него, читате да го конзумирате, може да го ставите својот живот под ризик. Да. Ги спомнавте, предходно спомнавте 3 случаи на труење со храна, но генерално во оваа година време додека сте начелова, зошто не и предходно се случували во Македонија многу често да има труење со храната? Значи, предходната година се евидентирани 9 или 10 случаи, зборам за 2017 година, од кои што ви кажав, тие двата случаи бе во јас, кога сум директор на агенцијата. Гледано вака од перспектива на колку храна дневно се троши и колку се произведува во Република Македонија, можеме кажем дека сепак се произведува безбедна храна во Република Македонија. И не се чести. Ја би сакал 100% да нема воопшто такви случаеви, меѓутоа како во све постојат можности и некој пат излегуваат, нели се реализираат тие можности да, за... Да, во Република Македонија, а она што се увезува, колку е таа безбедна? Значи, храната што се увезува ја следи и сертификат за здравствена состојба на производот. Во него се и гаранциите дека тој производ е безбеден, произведен по тие, нели, сите критериуми кои што ние ги бараме како држава. Ние за тоа на граница имаме испитувања, се зимаат монстри, има програма посебна за зимање според анализа на ризик. Таа анализа на ризик ја правиме, значи, врз основа на информациите кои што ги добиваме од Европскиот систем за брзо информирање алерт, кој што е нашето искуство со утврдување на отстапување во безбедноста на храната и земјата од кај што доаѓа. Значи, врстата на производот пред се. Врз основа на тоа се прави тој план и се зимаат монстрите после на граница. Има доста такви монстри кои што во меѓувреме сме ги вратили или сме уништили таква роба која што при увозот сме утврдиле дека е небезбедна по потрошувачите на Република Македонија. Пробале ли операторите преку различни канали да внесат храна во Македонија, која што може да и побегне на самата контрола? Има ли често такви случаи? Бидејќи и храната, за жал, сепак е бизнис. Ние имаме евидентирано случај сега пред месец, скоро месец дена беше или 3 недели, каде што се проба да се на црно изнесе производи од Македонија за во Албанија, па го стопиравме и го застанавме. За влез во Република Македонија немаме такво сознание. Ако имаат гледачите такви сознанија, нека се обратат кај нас во агенцијата за да може да постапиме по нив. Да. Господин Атанасов, велите храната која што се произведува во Македонија е безбедна. Што е со она месо кое што доаѓа од животните, кој што за време на летниот период и овие високи температури веројатно има потребен некаква друга грижа, друг ангажман? Во летните периоди како најдобро се заштитуваат животните од фармите кои што потоа завршуваат на трпеза? Мислите на високите температури што спрувањето? Како да, како тие влијаат, што треба да направат одгледувачите за... Видете, нема влијание на месото директно, него во производството, тоест прирастот ние го викаме. И во оно што го конзумираат самите животни. Конзумирањето на живот, значи пред се кога збориме за високите температури влијанието кај животните, се мисли дека кај тие животни можно е да претрпат или сончаница или топлотен удар. Со тоа што ако се изложени такви влијанија намалуваат и продуктивноста, ќе се намалат несивоста на јајца, ќе се намали молзноста или млечноста, или ќе се намали прирастот во месо кај самото животно. Иначе директно влијание топлината врз здравието или влијание на производ кој што би се добил покасно од тоа животно, да речеме, место што ги добија, немате. А и храната? Храната која што ја конзумираат самите животни. Како таа влијае на квалитетот на месото кој што потоа излегува од тоа живот? Да.
ние оваа година воведовме контрола на добиточната храна и испитување нова, тоа е нова програма, може сте погледнале па сте се прашувате. Значи тоа се контролира и ако има отстапување, тоаш и таа храна добиточно се прогласува за не употреблива за исхрана на стоката и таа исто се уништува. Значи тоа е друга актуелна тема која што не е само во Македонија, актуелна е на целиот Балкан, актуелна е во светот, тоа е ГМО исхраната, односно ГМО, генетски модифицирана. Дали во Македонија има ГМО храна? Сега нешто ме прашувате што требаше во утрешниот ден да биде објавено. Ќе го објавувате, претпоставувам, ќе го објавиме, ќе го објавиме. Ќе оди прво, имав ја вчера интервју во МИЕ и требаше таа изјава да оди утре. Значи, во Македонија со закон е забрането производство на генетски модифицирани организми. Да, производство на генетски модифицирани храна. Позбориме за храна. Ние имаме посебен дел во програмата за безбедност на храна, мониторинг на безбедност на храната, имаме посебен дел кој што се однесува и земање мостри за ГМО. За жал морам веднаш да кажам, сега констатиравме и најдовме кај две врсти храна дека се е употребуван ГМО. Тоа е во семе за ориз, по потекло од Србија, кој е внесено во Република Македонија. Веројатно илегално. Не, легално е внесено. Таму се уште се значи завршен е процесот, дури и казнат е операторот. А следното е доаѓање соја и сојни презли од Аргентина. Сега во постапка е, бидејќи се бара суперанализа, се бараше, исто е пратено на суперанализа, меѓутоа најверојатно ќе биде потврдено и тоа. Тоа е ставено, значи во магазините се затекнете робата. Значи воопшто не завршила во магазините, дел од презлите сојни е пуштен на пазарот, меѓутоа истото е веќе повлечено во магазините. Значи веднаш кога најдовме тоа и веднаш е повлечено затоа што и законот предвидува така да се води следливост каде се роба е завршена и да мора во одреден временски период од кој ќе се утврди да се повлече назад во магазините. И најверојатно истото после добивањето на суперанализата и резултатите од суперанализата, најверојатно истото ќе биде уништена. Нашиот закон не дозволува воопшто ни да е обележена, ни да е декларирана, воопшто не дозволува да се внесува, значи генетски модифицирана храна во Република Македонија, ниту пак да се произведува. Но сте ја повлекле сојата, рековте, меѓутоа ако добро ве слушав, значи постои опасност некој веќе да купил Значи пратките, делот не е опасност по здравјето, безбедност на здравјето на луѓето, ГМО храната, да се разбереме веднаш. Значи тоа е веќе став, дали вие ќе конзумирате или не. Во Европа е дозволено да имате, меѓутоа мора да ви биде означено. И вие како потрошувач, дали ќе се употребите да купите ГМО храна или не, тоа е веќе ваш личен став како потрошувач. Меѓутоа, кај нас по политичка одлука за еден ден на двајца луѓе се одлучило да се укине преку ноќ. Да не зборам кои све пропусти после се направени. Укинати исто и правилникот во кој што се ограничувањето колку што се подразбира да биде ГМО. Зашто во Европа постои, кај нас постоеше таков и укинат се, јас се трудам упорно да го вратам барем тој правилник за да може да кажеме што е, дали е то ГМО или не е ГМО. Ако има тие количини или нема тие количини неутврден ГМО. Сега, све што ќе откриеме во најмали траги, ние го прогласуваме ГМО. Она што, најнародски кажано, и лично ме интересира е како може во еден маркет да влезете и да најдете овошје зеленчук кој што е чисто како дијамант, како пластично овошје да е тоа. Како се постигнува тој квалитет? Стручно. Не се баш толку стручи во тој. Најверојатно секој овошје ствара како овошен восок од озгора. И најверојатно, ако малце го затревате, тој дава сјај. Ама не може да не биде погодено од најразлични бактерии или црви или што е да е. Тогаш се знае дека овошјето е здраво и во светот постојат, сега кога ќе одите една новина што ние воведуваме и ова година, во светот постои се вика тоа
ионизирачко зрачење и третман на храната со ионизирачки зрачење. Значи, тоа е нормално, не е штетно по здравјето на луѓето, меѓутоа потрошувачот треба да знае дека конзумира таква храна. И сега ние го фрливме во програмата оваа година бидејќи најдовме дека и постојат инструменти во Република Македонија или опрема која што може да се употреби да се врши мерење на таквата храна. Дали извршено такво ионизирачко зрачење. Ние распишавме оглас, тендер, соодветната лабораторија го доби тендерот, сега следува обуката ќе биде на инспекторите за земање на монстри на такви и од септември тргнуваме со монстрирање и утврдување дали во Македонија влегува или на пазарите се пушта таква храна третирана со ионизирачко зрачење. Значи тоа е една новостите која што прв пат се уведува, исто како ДНК анализата со месото. Да. Добро, господин Атанасов, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да гостувате во Студио 1, ваше прво гостување, но веројатно не и последно, бидејќи храната е нешто кое што го интересира секој од гледачите. Благодарам и вас на поканата, се надам дека и друг пат ќе може вака да разговараме. И благодарам. А ние, почитувани, одиме со една кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини во денешното издание на